Благодарам за можноста да зборувам процедурално. Се јавов од проста причина затоа што претходната седница почитуваниот председавач коментираше и поставивте дилеми во однос на поставувањето на точката за јавна расправа. И тука мораме да расчистиме некои дилеми. Почитувани, потребата и деловната можност за секување на јавна расправа во матичната комисија за образование на оваа седница на тема нов концепт на основното образование има. Побарав процедурално затоа што согласно деловник на Собранието на Република Македонија, член 124, дневниот ред на седницата на работното тело се утврдува на почетокот на седницата. Во дневниот ред може да се внесат и прашања што ги предложиле пратениците, председателот на Собранието на владата и така натаму. Значи, согласно овие ставови на член 124, ние предложихме точка дополна на дневниот ред со точка јавна расправа за новиот концепт на Министерството за образование со следната цел: да се поканат релевантни представници од институции кои се засегнати со оваа проблематика, да се отвори јавна дебата и нормално последица на секоја јавна расправа да се донесат соодветни заклучоци, помеѓу кои јас сигурно ќе барам да се повлече предложениот концепт за основно образование и да се дадат насоки како да се развие нов општо прифатлив концепт за основното образование. Затоа што сите се согласуваме дека секојаш може подобро, реформите се нормална работа, меѓутоа ова што го предложивте, што го слушаме по медиумите, сепак ни оддалеку не ги задоволува потребите на основното образование. Дополнително се јавив процедурално затоа што според член 122 работните тела можат да повикат научна и стручна јавност во својата работа и да побараат информации од владата и другите јавни органи. Не го читам целиот член, чисто го парафразирам. Затоа предлагаме да ги викнаме сите засегнати страни во јавната расправа, од една страна Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образование, да го презентираат новиот концепт и да ги изнесат своите ставови. Наспротив, внимавајте, институциите кои не се согласуваат со новиот концепт имаат дилеми или сакат истиот да биде преработен. А ги има многу. Ке почнам. МАНУ, УКИМ, Сенатот на УКИМ, факултети, институти, Институтот за национална историја, Институтот за македонски јазик, професори, наставници, интелектуалци, новинари, многу битно, родители, опозицијата, но и голем дел од позицијата. Сабајле слушнав една информација, Сдружение на директори на основните училишта дале подршка. Да ги викнеме и нив, иако не знам, прв пат слушам дека постои такво здружение, и баш се сомневам дури дали можат и за некој став да бидат воздржани, ако не ќе ги избракат од работа или ќе ги сменат. Тоа е класичен циркус кој ви дава подршка. Многу битен елемент за оваа јавна расправа е итност. Согласно член 120 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, цитирам, став 5, во итни случаеви седницата на работното тело може да се одржи во пократок рок, а дневниот ред може да се достави и на самата седница. Потребата од итна јавна расправа е повеќе од евидентна. Со оглед на тоа што деновиве во медиумите слушнавме дека општата јавна расправа за новиот концепт за основното образование е завршена веќе. Од тука се утврдува потребата од итност за секување на јавната расправа во Собранието, час поброгу затоа што утре може да биде касно. Итноста на оваа јавна расправа произлегува од следните факти. Концептот
е опасен по националните интереси на Република Македонија. Некој сака да изврши геноцид на духот на младите ученици во Република Македонија. Овие теми се повеќе одитни, затоа што не се работи за политика. Ние можеме политичарите да поднесеме повеќе, но се работи за ученици и внесување на опасна политика во школството. Ако политичарите се поделени, не смееме да ги поделиме учениците. Јавно прашувам, дали еден ученик ќе добие единица, ќе повторува година или ќе го избркате од училиште, ако одговори спротивно од тоа што предпоставуваме ќе го напишете во вашите така наречени учебници за новиот концепт. Односно, ако ученикот своето знаење го стекнал од релевантни научни студии кои ќе изборуваат ден денес нешто друго. Дали ќе биде проблем, јавно прашувам, сериозно, ученикот да каже дека живее во Република Македонија, дека зборува македонски јазик, исто како што зборувале неговите предци овде со векови, и дека по националност е горд македонец. Дали овие работи ќе бидат составен дел од училишната евиденција? Што ќе се случи ако ученик одговори дека Свети Климент и Свети Наум се од Охрид, од Македонија, од колевката на словенската писменост? Ако одговори дека Гоце Делчев е најголемиот син идеолог на Македонија и се родил во Кукуш, во Беломорска Македонија, дали ќе го санкционирате? Ако одговори дека Јане Сандански е голем македонски јунак, царот Пирински, онака како што е опеано во народната песна. Ако одговори дека бугарскиот окупатор е фашистички и дека во Ваташа е направен масакар врз младинци. Ако одговори дека во Грција и Бугарија има македонци кои не можат јавно тоа да го искажат и покрај пресудите на Страсбур. Или, да ви биде полесно, овие работи нема да се изучуваат. По два, концептот што го нуди министерката Мила не е применлив во пракса и ќе направи хаос во основното образование. Од министерот е кажано на јавна сцена дека нема да се укинуваат предмети, нема да се мени содржината на предметите, нема да има отпуштање од работа, дека воспоставувате фински модел. Но ова е целосно контрадикторно со реалноста. Ке се намали вкупниот фонд на часови во основното образование. Значи ќе има вишок на професори. Ке се воведат нови предмети. Значи ќе се примат нови професори на сметка на старите кои ќе бидат вишок. Ќе се укинат голем дел од сегашните предмети или дел од нив ќе станат модули на нови предмети. Укинување предмети, намален фонд на часови и содржина на одредени предмети автоматски значи создавање на вишок професори во системот. Во јавноста ви демантиравме дека овој нов концепт е многу различен од финскиот. Во Финска се изучува историја. Затоа постои реална загриженост кај наставниците и професорите за својата работа. Воопшто не знаат што ќе се случи во основното образование и што ќе предаваат. Не сум убеден дека тоа што го нуди власта е научно потврдено и практично за наставата. Пример, предмет обшествени науки, модули, историја,
Тоа е хуманистичка наука. Географија, природна наука. Обшествени науки, обшествена наука. Како ги споивте во едно? Целата македонска јавност, стручна и останатата, бара да не се играте со историјата на Република Македонија и да остане засебен предмет, како што е во цел свет. Засебни предмети мора да останат и предметите од природните науки, барем во повисоките оделенија. Почитувани, итноста произлегува и од фактот што ако сакавте реформи во основното образование и образованието генерално, мораше да го направите следното. Целосно ќе се посветивте на наставата во услови на COVID-19. Проблеми имаме тековни и многу. Ќе купевте компјутери за професорите и учениците кои немаат. Ќе обезбедевте стабилен интернет во училиштата и во домовите на училишта кои го немаат тоа. Ќе формиравме центар кој дневно ќе решаваше проблеми од техничка, организациона или било каква друга природа на наставата од далечина. Ќе го решававте проблемот на матурантите. Немаше да дозволите во студентските домови да нема парно и топла вода. Ќе реновиравте училишта, ќе градевте училишта, ќе изградевте спортски сали, спортски терени. Ќе изградевте функционални кабинети, лаборатории и библиотеки во секое училиште. Ќе ги изголемевте платите на професорите и ќе обезбедевте достоинствени услови за работа. Ќе ја доближевте културата, спортот, екологијата до младите генерации. Ќе ги завршевте сите предуслови за дури тогаш да отпочне било каква реформа. Без ова не смеете ни да помислете за реформа. Имплементирате реформа и нов концепт за основното образование. Без вистинска јавна расправа, без пилот проект за имплементација. Без ниту еден пилот проект за учебник. Без анализа на потребите кои ќе произлезат од новиот концепт. Без никаква компаративна анализа. Впрочем, и нема од каде да ја направите, затоа што ваков концепт не постои никаде во светот. Побарав процедурално и по однос на член 128 од Деловникот, затоа што под став 1 стои работното тело зазема став за секое прашање што го разгледува и поднесува извештај до собранието. Почитувани, иако во Деловникот малку постои дискрепанца, јавната расправа е организирана согласно член 145, 146, 147 и 148, меѓутоа тоа се однесува и на јавни на закони, но ништо не смета ова да се искористи за организирање на јавна дебата за оваа проблематика. Мора да се дадат овие одговори. Затоа што сите сме свесни дека подпишавте лоши договори. Од авион се гледа дека основата на оваа концепција се Преспанскиот договор, договорот за добрососедство со Бугарија и така натаму. Согласно во Преспанскиот договор ви поставувам јавно прашање. Колега, сега овдека не се решава за Преспанскиот договор, зборуваме за образование. Се повикувате на 120, 122, члено 128. Ниту во еден момент вие не зборувате по однос на прекршување на Деловник, туку ми укажувате на она што јас ви укажав. Исто така, овдека на почетокот, баш на денешниот ден, реков дека никогаш да не се повтори геноцид. Вие користите како просветен работник, член на Комисија за образование, наука и спорт, геноцид збори. Навистина е недопустливо. Јас сама на себе во моментов процедурално си давам забелешка што не ве прекинав. Меѓутоа, достоинството на еден пратеник не е во тоа што повеќе ќе го исплука другиот.
Во моментов зборувајте за образование. Заради тоа што ја остави, но колегата зборува веќе повеќе од 20 минути. Значи колегата беше тишина, ве молам, меѓусебно не сакам разговор. Дозволено му беше се и се што да кажи, но да бега од тема образование на вистина не е фер. Ич не е поврзана срамота за просветни работници кои работеле во високо образование на денешен ден да зборуваат за геноцид, а јас викам овдека никогаш повеќе да не се повтори, тоа е срамота. И на вистина недозволиво на една комисија за образование да се користат такви зборови. Продолжете, колега, во духот на она што јас дозволив за Марија, тоа што го дозволивме, но претходно и претходните говори. Значи немам механизам одовде да го прекинам. Може да зборам. Значи, зборувате за кршење на деловник, самите вие не знам колку прекршуци направивте. Јас морам да интервенирам. Затоа што и тие ќе се надоврзат сега после вас за истото, и ако дозволиме ова да оди во една... Јас кажувам кој кога завршува, зашто сум председател на комисија. Да, сме еднакви, но постои председавач кој што кажува кој кога ќе зборува. Имам право. Штета што немам право да му го исклучам микрофонот, кога го спомна зборот геноцид, ќе го исклучам. Скандалозно е, точно. Јас не знам вие кога ќе се исклучите, меѓутоа очигледно сте исклучена во нешто. Вашето ниво на култура пред малку го демонстриравте и тоа е нула. Цело време ви цитирам членови и ви кажувам за итност, за потреба од јавна дискусија и за прекршување на деловникот со тоа што не ни дозволувате да ја поставиме оваа точка на дневен ред, односно поставивте дилеми на претходната седница дали воопшто да се зборува за оваа точка. Дополнително, покрај тоа што немате основна култура, јавно ве прашувам зошто претходниот дискутант не му се упаднавте во збор. Дали тој зборуваше процедурално или не? И зошто така дрско не му упаднавте во збор, кога веќе тоа треба да го правите за сите пратеници и кога веќе сте се нафатиле на ситуација да бидете председавач на оваа комисија, или едноставно вие си терате партиска агенда и сакате да направите циркус од ваква сериозна тема. Јас за мојот збор одговарам. Тоа што вие го правите јавно, на јавна сцена, со оваа проблематика е токму тоа. Геноцид врз младата генерација во Република Македонија. Сакате да ги усакатете децата. Почитувани, тоа што се предлага со овој нов концепт, се спрема рушењето на историјата. Во историјата ќе нема ни точка, ни запирка, ни поим за античката историја на македонците, ќе нема ништо за средновековната историја на македонците, ќе нема ништо за поновата историја. Ќе имаме само задоволување на потребите на политиката и на тоа што потпишавте срамни и жални договори за Македонија. Сега тие договори ви се враќаат од глава. Сега од вас бараат да имплементирате нови наставни програми кои ќе значат уништување на младите генерации на Република Македонија. Јавно ви кажав, немојте да внесувате политика во образованието, посебно не
кај вака осетлива категорија, млади дечиња, основци. Која е логиката да нема историја? Која е логиката да ја ретуширате историјата, да намалувате часови, да намалувате теми? Нема никаква логика во тоа што го правите. Едноставно ги задоволувате апетитите на вашите ментори од странство, без да согледате што е потребно за Република Македонија, што е потребно за образованието. Вие може да пишете и да правите какви сакате концепти. Ние ќе си останеме македонци, какви што сме биле од памтивек, ќе збориме македонски јазик, како што се зборува од памтивек овде, и ќе се бориме до крај за Република Македонија. Благодарам.